вечер, почитувани посетители на ова прекрасна средба по повод 70 години од постојањето на основното училиште Блаже Комски. Мене ми се падна ова пријатна, наистина возбудлива должност, чест да ја отворам ова приредба, ова прослава. И наистина се чувствувам како првооделенец, кога учителката Драгица Тошева го препозна мојот талент и ме натера од прво оделение да водам приредби, па потоа ме шеташе од училница кај некој чуден вундеркинд и го пеа Александар Сариевски, Васки и Лига. И наистина не знаете колку сум возбуден и среќен што баш токму мене ми се падна оваа должност. Да ви кажам дека 75-та се запишав, 82-та или 3-та завршив. Така некако беше. Поминале, Васе, колку поминале? 83-та. Колку поминале? 41. Една песна од Блаже Конески, многу ја сакам и стално си ја повторувам и ја избрав таа песна да ја кажам, а предходно да ги поканам прекрасни девојчиња кои треба да ја испеат заедно со мене таа песна. Така чест имам со овие млади, преудави, преталентирани дами. Значи 40 и нешто, 42 години. Вака ли песната? 30 години и што е сторено, само 30 скршени врчки. Детето во мене е затворено во кафес од мрчки. Ајде. Sé que
zamorуваš veke. Смелостта е мудра, страстността е глупа, ќе седнам во паркот на некоја клупа и долго ќе седам со цигара в рака, вечерва што иде ќе ја чекам така. Zamorуваš veke, ti me zamorуваš veke. Много ви благодарим, да сте живи и здрави. И милата на македонската музика. Се подсетник на убави и неповторливи времиња. А има ли нешто убаво од споменот на училишните денови? Душата на ходниците, магијата која се создаваше во училниците, мудриот глас на наставниците, приказните кои ги има испишано на училишниот двор. Има многу да се зборува, нели господине Бојков? Денес, токму и затоа сме собрани, славиме 70 години јубилеи од постоењето на училиштето Блаже Конески. Разнежних некаде, нели? Не разбирам потполно. Тие чувства ги делате многу други. Изминати генерации на наставници, ученици, вработени, некогашни директори. Дел од нив се подсетија на деновите во училиштето, кога беше нивен дом. Токму пред малку имавме чест и задоволство настанот да го отвори поранешниот ученик кој седел и творел во клупите на училиштето. Уште еднаш да го поздравиме македонскиот поет, есеист и естраден уметник Игор Бик. А да бидеш начело на раководството во институција како што е училиштето во време на секојдневни предизвици е сериозен и одговорен подвиг. На сцената ја поканувам почитуваната директорка на училиштето, магистар Виолета Ристовска, да излезе и да се обрати на присутните. Почитувани присутни, дами и господа, имам чест и привилегија да ви се обратам по повод 70 години јубилеј од постоењето на нашето, вашето училиште Блаже Конески. Почитуван градоначалник на општина Аеродром, почитуван председател на совет на општина Аеродром, почитувани советници, представници, директори, соработници, почитувани наставници, вработени, колеги, претходно и сегашни, почитувани родители и драги ученици. Кога велам ученици, исто не мислам само на сегашните, туку и на сите ученици од сите генерации. Не случајно ова го зборувам, затоа што морам да споменам дека голема чест токму во овој јубилеј наши драги соработници се ученици од првата генерација запишани првачиња во нашето училиште, тогашно Владимир Назор, во далечната 1954 година. А тоа се нашиот соработник господин Светозар Јаневски, председател на управниот одбор на винарија Тиквеш,
и господин Вања Бојков, некогашен председател на Ракометната федерација на Македонија и директор на ракометен клуб Кометал Дорче Петров, кои што на вистина не почестија со се што дадоа од себе во овој период за овој јубилеј да бидат наши драги соработници. Наша цел, наша мисија и визија е да создадеме генерации на кои ќе бидеме горди ние, но и општеството. И сите претходни директори, наставници и вработени биле со истата мисија, направиле големи дела, а ние со гордост, но и голема одговорност ги продолжуваме тимски. Јас, стручната служба, наставниците и сите вработени во училиштето во соработка со родителите. Во овој период, додека течеа овие подготовки, навистина морам да кажам дека соработував со многу претходни и ученици и вработени. Тоа беа средби од кои што видов многу спомени, многу слики, многу емоции, раскажуваа многу приказни на тие средби. И заклучив дека навистина училиштето е наш втор дом. Тука се создаваат многу дела и тие всушност се она што треба да го оставиме во наследство на нашите ученици. Инаку оваа година, токму на овој јубилеј, нашето училиште ја доживува најголемата преродба. Со проект на општина Аеродром, оваа година започнавме доградба и изградба на нова училишна зграда, според потребите и капацитетите кои што се нужна потреба на училиштето, и се разбира да ги досовремениме условите во кои ќе учат нашите ученици и ние како вработени ќе работиме. Сите овие записи, спомени, еден цел мозаик од слики, настани, успеси, проекти, соработки, ние се потрудивме овој пат да ви ги запишеме во едно монографско дело, наречено Преродба, и тоа да го оставиме во наследство на идните наши генерации ученици. Оти нели успех е да создаваш, ама и тоа да го проследиш понатаму. Драги гости, уште еднаш добро ни дојдовте и уживајте во програмата која следи. Патронот на училиштето, великанот Блаже Коневски, е символ на македонскиот јазик, култура и традиција. Тој не учи како со љубов и посветеност можеме да создаваме дела кои траат вечно. Денес сме тука за да го прославиме неговото наследство и да се подсетиме зошто сме горди што го носиме неговото име. Не беше само творец на македонскиот литературен јазик и поет, туку и првиот председател на Македонската академија на науки и уметности. Со тоа, тој не само што го одбрани нашиот јазик и култура, туку ја постави и темелната визија за науката и уметноста во нашата земја. Коневски е пример како со труд, знаење и посветеност се создаваат вредности кои го надминуваат времето. Овите зборови и дела се мост меѓу традицијата и иднината. По еден негов говор ќе го изјави следното. Една култура живее и се развива ако постојано се подкрепува од своите корени, но и ако умее да се отвори кон светот. Тоа е нашата одговорност да го споиме минатото и иднината. Нека ни биде чест и гордост што го носиме името на човекот кој е светилник на македонскиот дух. И внимавајте сега. Родителот Дарко Јовановски, кој е истакнат оперски пејач,
поттикнати и инспириран од делот на великанот создаде химна која ја подари на училиштето и со тоа остави трајна вредност за идните генерации. Уживајте. А кога повеќе генерации од директори, наставници, вработени и ученици ќе се спојат после толку години и ни се минат процес на растеж и преродба ќе ги пренесат нивните искуства, спомени се разбира, емоции уште повеќе, преку видеозапис ја имаме можноста да го погледнеме следното. Бидете внимателни во следните минути, 70 години Основно училиште Жеконески.
Ке се спомне училиштето Блаже Конески, во мене секогаш се појавуваат посебни чувства и емоции. Тоа е така затоа што таму го завршив моето основно образование, најубавите детски денови ги поминав таму, а исто така тоа е моето матично училиште, каде што прв пат се вработив, го почнав оној професионален пат, долги години во тоа училиште работев и како наставник, и како педагог, и како директор. Посебно Блаже Конески во тој период имаше многу реконструкции. Она што беше во училиштето проблем беше реновирано, како што е покривот на училиштето. Новите подови во училниците, ПВЦ прозорци, училишниот двор доби нова ограда и така натаму. Може многу да се наброи. Почитувана директорка, драги колеги, ви посакувам честит патронат, юбилеј, 70 години. Ви посакувам успех на сите полиња. Посакувам да славите уште долги години, да имате уште многу успешни генерации. Пред повеќе од 25 години го поминав прагот на основното училиште Блаже Конески. Не бев свесна дека ова ќе постане мојот втор дом, каде што ќе го завршам мојот работен век. Ова училиште не представуваат само училниците, само наставниците или дзидовите. Ова училиште представува нешто повеќе за секој ученик што доаѓа овдека, за секој наставник што работи. Затоа што ова училиште крие безброј приказни, безброј знаења стекнувања, безброј усовршувања, безброј емоции заедно со учениците. На идните наставници би им порачала да вложат труд, максимален труд, да знаат дека тие се нивните ученици кои овдека доаѓаат за стекнување на знаење. Драги колеги, драги ученици, продолжете по патот. Днес чест, но и голема одговорност е да раководиш со училиштето Блаже Конески, кое брои 1100 ученици и 90 работени. Оваа година бележиме јубилеј од 70 години, 70 успешни генерации, незаборавни сеќавања и многу моменти кои за секогаш ќе бидат повековече. Тука се сите квалитетни кадри кои изминале низ овие 70 години како меморија на еден голем јубилеј. Овие две изминати години со поддршка на општината, општествено одговорни компании и во соработка со родителите успеавме да го комплетно реновираме и хортикултурно уредиме училишниот двор, на кој се постави комплетно нова урбана опрема и еко училница за потребите на учениците. Се реновираше училишната кујна и трпезарија, потоа се постави нова енергетски ефикасна фасада на целата училишна зграда. Исто така се реновира сите санитарни јазни во училишната зграда. Потоа може слободно да кажеме дека во чекор со времето комплетно го дигитализиравме воспитно-образовниот процес, така што ги доопремивме сите училници со интерактивни табли и со дополнителна компјутерска технологија. Меѓутоа, оваа година е наша година, година на преродба, токму на јубилејот, 70 години постоење, каде со проект на општина Аеродром започнавме оваа голема преродба со доградба на нашето училиште со нова училишна зграда. Доградбата ќе се одвија во две фази и со завршување на првата фаза ќе добиеме нови 26 училници, од кои 13 кабинети за предметна настава, нова училишна библиотека, нова комплетно кујна со трпезарија, исто така аула за приредби и лифт за деца со телесна попреченост. Посебно сум горда на наставниот кадар во ова училиште, кои со своите професионални компетенции секогаш се подготвени целосно да одговорат на задачите. И секако да докажат дека се креатори и реформатори на општеството и на иднината. Сите ние заедно имаме визија за иднината, со која се трудиме комплетно училиштето да биде темел на мултикултурализмот,
на индивидуалните разлики и квалитети, на инклузивноста и се разбира. Се трудиме комплетно да сме во чекор со дигитализацијата и со професионалното усовршување. Всушност, градиме училиште по мерка за секое дете. Продолжуваме со нашиот рад. Убава гледка, се разбира, треба да кажем нешто. Покрај сите што ги упатив до школото и сите што учествуваа во креирањето на самото школо и животот во школото, до родителите, учениците и сите присутни, и наистина убава гледка. И посебно ми е драго што денеска се сет или дознав дека во моето школо продефилирале многу кадри кои што во нашиот културно-општествен живот и во вкупното живење на Република Македонија завземаат видно место. Дали во уметничкиот живот, спортскиот, стопанскиот, политичкиот и така натаму. Тоа ме прави горд. Ме натера да пеам, јас не сум професионален пејач, меѓутоа пеам за своја душа и за пријателите. Професорија го дознаа тоа и ме обеќа дека ќе испеам на песна. Со Сашка и со Григорија, така? Ајде. Еден пахнеш, песни рои, еден поглед, безброј сни. Моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти. Нова надеж, srce grej, čom ke stajiš, oči tve, tvoj od pogled, moj plen, što me pleni, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne se? I da postoji ova mala nežna nadež, za jeden mal srameš li bakneš, jeden bakneš, pesni roj, jeden pogled, bezbroj sni, moje želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti. Da postoji ova mala nežna nadež, za jedan mal srameš li bakneš, jedan bakneš, pesni roj, jedan pogled, bezbroj sni, moj te želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, te ljubav ja.
везе. Се прави смона, Венеция, Рима, се фали што си бил во Монте Карло, во Лондон чајте често Елтон Џон. Си бил од северен до јужен пол, го носи си од свет во немалиот прст. Знаеш ли ти за Охрид и Плеспа, за Дојран и Блед, за Белград и Ниш, Љубљана и Загреб, за Будва и Сплит? Да видам колку знаеш ти за Дунав, за Босна, Санџак, Полог, Лика, Срем. Да знаеш каде е Горски Котар, да изборувам и ти за Јадранскиот брег. Палево, Франсе, за Скопје, за Вардаровиот кеј, за Водно зборувај, за Шепланина, за убавините на својата земја. Палево, Франсе, за светот на кој му припагаш ти, со душа никогаш не заборавај дека најсреќен си само дома. Да видам колку знаеш ти за Дунав, за Босна, Санџак, Полог, Лика, Срем. Да знаеш каде е Горски Котар,
silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is a song we joyful ring, all caroling. One sings to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, what a bound, raising the sun, what a tell, give it the ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, ding dong, Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, how they said, long without end, their joyful tone to every home. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song we joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, what a bound, raising the sun, tell, give it the ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, how they said, long without end, their joyful tone to every home. Oh, how they said, long without end, their joyful tone to every home. Ding dong, ding dong. Ако ми дозволи Злата да се обратам јас, прво благодарам до училиштето за оваа благодарница, наистина ми значи. Дозволете ми во име на општина Радан да го честитам овој значаен јубилеј за основното училиште Блаже Куневски, 70 години, 70 генерации поминати низ ово училиште и вечерва буквално можеме сите да видиме што е тоа од 7 до 77, толку се генерациите, предпоставам и највозрастниот вањање со 77 години. Драго ми е што ја имав честа оваа година, после 70 години од формирањето на основното училиште Блаже Куневски, да поставиме камен темелник за доградба на истото и можем да немаме една ексклузива дека во текот на следната година ќе продолжиме и со втора фаза за доградба на основното училиште, така што мислам дека Блаже Куневски ќе стане едно од најмодерните училишта во градот Скопје. Ви благодарам. Ќе доделиме плакета на представник на Меѓународниот Балкански универзитет. Дека прекрасни домакини, ви благодарам за можноста од име на основното училиште. Јас како представник на Меѓународниот Балкански универзитет, прво ќе ве замолам да се извинувам ако мој македонски не е добар, бидејќи јас сум од Србија и ќе пробам да ме добро разберете. Како представник сакам да ви честитам и да кажам дека ни е огромна чест што бевме дел од овој јубилеј. Многу успеси ви посакуваме понатаму и јас како, да кажам, асистентка по настава на нашиот универзитет, сакам само една порака на ученици да кажам, дека да не губат самодоверба, дека навистина се е можно и се надевам еден ден и вие ќе бидете наши студенти тука. Ви благодарам. Многу подобро зборувате македонски отколку јас српски. Веома врло, како беше? Ќе ја доделиме плакетата во знак на благодарност и на представник на винаријата Тиквеш. Што значи да бидете предприемачи? Во духот на 70 години, Свето Зарјаневски честиташе 70 години, ама не заборави дека Тиквеш има 140 години. Во име на господин Свето Зарјаневски, кој вечерва не е тука, да, Тиквеш има 140 години, дупло. Голема фирма, би го честитам јубилеот, се надевам дека за многу години пак и живење. На здравје!
се разбира дека нема да ги заборавиме и нашите учесници, но и поранешни ученици и родители. Иван Бојков, признание од Основното училиште и за вас. Еве, ќе го кажам тоа што го кажав на директорката. Убаво ми е. Фасциниран сум од гледка ваков настан давно не сум имал. И посекав и неа и на незините колеги да продолжат со ваков жар и со ваква љубов да работат во иднина. И во 10 години пак да се видиме, се надавам. Сашо Димокиш! Ова ти си го закачам на најсветото место дома ке мене, како една од главните регали и парафернали, затоа што джинот од Небрегово е мој духовен заштитник. Последното признание вечерва ќе го доделиме на Горан Папазовски Папас. Добро вечер на сите. Јас како дел од школата, иако сум родител на ученик од тоа школа, јас потикнувам од Охридско. Ми е чест и задоволство што сум дел од овај юбилеј, да речем празник. И морам да кажам дека Блаже Коневски сите вработени наставничката Тања, која што е наставничка на мојот син, ми ја вратија вербата во образовниот систем, дека навистина децата се на добар пат и дека ќе научат многу за животот. Благодарам. Јас сум родител на ученикот Основното училиште Блаже Коневски. Добри бевме вечерва. Ова е крај, а секој крај е предизвик за нови почетоци. Да се сретнеме, се разбира, повторно, да се радуваме на убави работи и како што напоменаа сите кои што ги видовме и во видеото и кои излегаат тука на оваа сцена, баш ми е драго што славиме 70 години юбилеј, нека ни е среќен!